Здраво и добро дојавте во уште едно предавање по општа хемија. Во оваа епизода ќе збориме за ионизациона енергија. Можда дека звучи страшно, но не е. Значи, еве дефиницијата: ионизациона енергија, енергија потребна за отцепување на електрони од еден мол атоми кои потекнуваат од супстанца во гасовите агрегатна состојба. Али тоа не ни треба. Значи, се што треба да запамтите дека ионизациона енергија е енергијата потребна за отцепување на електрони од даден атом. Значи, сега ќе дискутираме малце подетално. Први, значи, во самото име пишува јон. Што е јон? Јон е секој атом кој има вишок или помалце електрони од својата неутрална состојба. Пример, ако земеме, не знам, да земеме натриум, пример. Така, имаме натриум. Натриум треба да има 11 електрони. Ако има еден електрон повеќе, тој ќе биде негативен, бидејќи електроните носат негативен полнеж, значи еден електрон повеќе, тој ќе биде негативен и тоа ќе се нарекува анион. Значи тоа ќе се нарекува анион. Значи тоа е анион. Ако имаше еден електрон помалце, значи му се одземеше електрон, тоа ќе имаше позитивен знак, бидејќи бројот на протони не се смени, или бројот на протони ќе остане 11, а сега бидејќи би имал еден електрон помалце, тоа што тој ќе биде позитивен и ќе се нарекува катион. Значи позитивен е катион. Сега знаеме што се иони. Сега тие може да бидат и да се одземат два електрони и повеќе и слично. Но важно е дека анион е негативно наелектризиран, катион е позитивно наелектризиран јон. Односно, ионизационата енергија е енергијата потребна за добивање јони, но за добивање на катиони, не за аниони, бидејќи не додаваме електрони, него само одзимаме електрони. Значи, исто пред да збориме за ионизационата енергија, треба да знаете дека атомите се најстабилни кога го имаат задоволено правилото на октет, односно, тие сакаат во својата најкрајна љушпа да имаат 8 валентни електрони. Запамтете, кога зборевме за валентни електрони, пишувавме електронски конфигурации, например, еве да напишеме електронска конфигурација на флуор. Значи F, тој ќе има 1s2, 2s2, веќе сме до 4, треба да стигнеме до 9, значи 2p, 5. Тој има колку валентни електрони? Значи имаме 2 двојки, 2 и 5, тој има 7 валентни електрони. За да стигне до 8, му треба уште еден. Значи, него му треба уште еден електрон за да стигне до стабилна електронска конфигурација. Добро, што е со, еве, натриум, да речеме. Еве да го земеме натриум, Na. Na имаше 1s2, 2s2, 2p6 и сега ќе биде 3s1. Значи, он има, бидејќи имаме 3, он има еден валент електрон, значи му фалат уште 7 електрони за да стигне до 8. Нели? Сега, што би било попрактично да направи? Да го испушти тој еден електрон и чим ќе го испушти тој електрон, значи ова ќе отшкртнеме, ќе добие 8 валентни електрони, бидејќи ќе падне назад на двојките. Или да земе 7 електрони. Што е полесно? Да земеш 7 електрони или да испуштиш еден? Нормално дека е полесно да го испуштиш тој еден електрон за да стигнеш до 8, него да добиеш 7 електрони. А, например, во случајот кај флуорот, полесно е да примиш еден електрон, него сега да испушташ 7 електрони па да се вратиш назад. Исто ова не мора да го гледате како правило на октет, него можете да го гледате дека сите елементи се стремат да добијат состојба како благороден гас. Значи, оваа ДХ група се благородните гасови. Те се најзадоволни, тие не реагираат со ништо, бидејќи си се сосема им е задоволна последната љушпа со валентни електрони, се им е нив супер. Сега постојат соединенија кои се градат од нив, но не се многу и не се ни толку битни сега за нас. Значи во хемискиот свет ние си исполниле животната цел. Имаат 8 валентни електрони. Сега да, хелиум нема 8 валентни електрони, но тој во својата не може да има, бидејќи има само 2 електрони и пак си е стабилен. Значи најке што си има си е пополнета. Значи како што спомнавме, ионизациона енергија е енергијата потребна за отцепување на електрони. Ако земеме на пример
еве да го земеме калциум. Така, еве го тука сега го напишеме Ca. Треба да му донесеме одредено количество енергија за тој да стане калциум плюс и плюс еден електрон кој ќе го исфрли. Значи ќе добиеме ова. Ќе стане калциум кој ќе биде катион, еден позитивен и ќе испушти еден електрон. Значи ова се нарекува прва ионизација, значи испушти еден електрон. Бејќи калциум, како што гледаме, бејќи у втората група, тој има два валентни електрони. Значи овдека можете ги гледате како што е прва, втора група и така натаму овдека продолжуваат трета, четврта, пета, шеста, седма и осма. Ако не треба да, ако ве мрзи да правите електронска конфигурација, можете нели вака брзо да видите колку валентни електрони имаат. Бејќи калциум има два валентни електрони, него му е полесно тие да ги испушти за да стигне до состојба на благороден газ. Благородниот газ кој е пред него е аргон. Еве се враќаме тука наназад и стигаме кај аргон. Добро, испушти се еден електрон, така, ова се нарекува прва ионизација. И сега он има електронска конфигурација како калиум. Значи сега овој Ca+ е еднакво на електронска конфигурација како калиум. Но се уште не е во состојба како благороден газ. Значи тој може да претрпи и втора ионизација. Значи тој Ca+ можеме да му донесеме количество енергија за да стане Ca2+ и плюс, нели тој еден електрон што ќе си го исфрли. Ова се нарекува втора ионизација. И втората ионизација секогаш бара повеќе енергија него првата ионизација. Ако имавме, например, натриум, така, имаме натриум, тој има еден валентен електрон. Значи, ќе му донесеме некое количество енергија и со тоа количество енергија тој ќе стане натриум позитивен и плюс што ќе го исфрли тој електронот, односно ќе добие електронска конфигурација на аргонот. Тој ќе си биде среќен, задоволен. Значи, натриум секогаш обично се стреми да испушти електрони, односно ќе образува ионски соединенија. Тоа ќе го видиме понатаму. Еве сега тука ќе ставиме една табела да видиме што како. Значи оваа табела прикажува енергијата потребна за да се отстрани електрон од даден атом. Значи како што гледаме, најмногу енергија е потребна за да отстраниме електронот хелиум. Значи овдека кај што не ги пишува имињата, тие се како што си следат електроните. Ова е ќе биде водород, хелиум, тука е литиум, а освен литиум си иде берилиум и така натаму. Прикажани се на горните граници се прикажани благородните гасови, на долните граници се алкалните метали, значи литиум, натриум, калиум, рубидиум, цезиум и така натаму. Значи алкалните метали, тие што се у првата група, и најлесно е нив да им се одземе електрон, бидејќи тие умираат од желба да го оддадат тој електрон за да добијат електронска конфигурација како елементот пред нив, односно благороден газ. А благородните гасови се сосема задоволни и не ќе да ги оддадат своите електрони. Но еве зошто, ако тогаш е така, еве на пример да го земеме хелиум. Зошто хелиум треба повеќе енергија му се отстраи тој електрон, него еве да го земеме ксенон. Или пак еве криптон. Да, криптон е на вистински елемент, како во Супермен филмот. Криптон стварно постои. Зошто хелиум да треба повеќе енергија? Па нели сите се благородни гасови? Што се случува? Еве сега ќе нацртаме. Значи, кај хелиум имаме два протона и два електрона. Ама тие два електрона се наоѓаат во 1s. Значи, у првиот обрач, орбита. Така. А кај еве, не знам, например, да го земеме криптон. Криптон само ќе треба да цртаме премногу. Затоа, ајде да не го земеме криптон, да го земеме неон. Ево го, например, неон, го имаме тука. Не требаше ги напишам. Значи, имаме, добро, еве го, јадрото тука е на неон. Тоа си има 10 протони. И сега да ги нацртаме 10 електрони. Значи, имаме два кои се наоѓаат во, еве го, 1s. Така, тука имаме 2s. 2p. Значи, он зенон си има таму. 20 има 2 и овдека си има 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Као што може да видиме, овие валентните електрони кои се наоѓаат во последната љушпа се многу подалеку од јадрото него електроните кај што се кај хелиумот. Значи его тука ова е хелиум, не забравиме. Тие се многу поблиску се до јадрото него овие, да речеме овие, гледа колку е далеку од јадрото. Сега барав дека нашата презентација и тоа не оне веднаш до хелиум. Ако го земеме на пример ксенон, кој е реден број 54, неговите електрони се многу далеку од јадрото. И он толку се далеку од јадрото, привлечната сила од јадрото, значи тоа плюсот, електроните се минус, негативно електризирани, не е толку силна и многу е полесно да ги отцепиш тие електрони. Значи, тој електрона се земи, да се отцепи, да се однесе некаде. Значи, како што можеме да видиме овдека, енергијата потребна за да се отцепи електрон расте. Веќе кај хелиум е најголема. Ајде да видиме што се случува од другава страна. Значи, кај алкалните метали. Кај литиум исто електроните се наоѓаат поблизу до јадрото. А кај франциум се наоѓаат многу далеку од јадрото. Ама сите овие сакаат да ги одат електроните, значи цела оваа група. Ама бидејќи кај франциум се наоѓаат подалеку, кај него е полесно. Значи полесно е да се одат електроните таму. Значи што идеме нагоре на кај литиум, потешко е да се одат електроните. Иако сите сакаат да ги одат електроните. Водород не спаќа оваа група. Тука сум го заокружил, ама водород не влегува. Што се случува кога идеме на десно? Значи кога идеме на десно, исто се зголемува енергијата од потребна за одавање на електроните. Веќе што понадесно идеме, тоа имаат се повеќе и повеќе електрони. Например, јаглерод се наоѓа таму во балансирана состојба. Има 4 валентни електрони. Значи тој може или да ги оддаде 4-те, да добие хемиска конфигурација како хелиум, што не го прави тоа, или да добие 4 електрони за да добие хемиска електронска конфигурација како неон, што тој го прави. Но тоа ќе го учиме во органска хемија. Како што може да видиме овие векторите, значи ово иде на десно, ово иде нагоре, кога ќе ги сумираме, резултатниот вектор би бил нешто вака. Значи, да го направиме со зелена боја. Вака. Значи, овдека го цртаме со голема стрелка. Вака оди трендот за ионизационата енергија во периодниот систем. Значи, од франциум кон хелиум. Беше кај атомскиот радиус беше нели сосема обратно. Беше тотално обратно. Потоа можете да ги памтите следните трендови за кои ќе говориме, бидејќи сите се ќе почнуваат од франциум, ќе идат кон хелиум, освен атомскиот радиус кој иде во спротивната насока. Благодарам што го гледавте видеото. Ако сметате дека научивте нешто ново, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода. И како секогаш останете љубопитни.